Добро утро на сите, добар ден, добра вечер. Зависи кој каде гледа, кога гледа, во кој дел од времето, од денот. Во секој случај, добро ве најдовме таму каде што сте и сте војни да разговараме уште една недела, уште една емисија за трудот, за работите поврзани со трудот, но овој пат малце ќе ја направиме оваа дури информативна емисија, кај што ќе сакам да ве запознаеме за настаните кои всушност ја одбележа дури минатата недела. Но пред да тргнеме натаму, добар ден, добро утро, добро вечер. Здраво на сите. Тоа е многу универзалниот збор здраво на сите. Здраве. Да, се радувам што пак можеме да пиеме кафе. Ти кафе, јас чај и да си муабетиве малку. Навистина имаше интересни теми. Минатава недела и нешто што го одбележа, да речам, минатата недела и минатиот викенд, така да, ако е веќе во насока на тоа во кој дел се движи трудово-правниот систем во Македонија, може да кажеме дека всушност ни престојат одредени чекори на промени на законските одредби и во делот на законот за работни односи, но и во делот на законот за безбедност и здравје при работа. Баш тоа е оно што сакавме од прво лице еднина да ве запознаеме, што се случува, барем оно што ние го правиме. Всушност, четврток и петок се собравме така една побајачки група на луѓе, професионалци од областа на заштита при работа, на безбедност и здравје при работа, меѓу кои и беше присутен и Лазар, и меѓу другото, тој ексклузивно на таа група на луѓе им представи еден свој труд кој во соработка со Македонското здружение за заштита при работа го работеше во изминатиот период. Всушност станува збор за регионалната студија за безбедност и здравје при работа, всушност која обработувавме за оние 5 земји кои се вклучени во проектот, ќе го кажам скратено, Балкан Ошнет, каде што имаше можност секој од тие студии да ја изанализираш, врз основа на тоа да изведеш заклучок и тој заклучок да им го презентираш на луѓето кои беа присутни. Се разбира, оваа студија исто така ќе може да биде превземена, симната од страничката на Балкан Ошнет и така натаму, но да не должам повеќе во однос на тоа, би ти препуштал тебе и првично кажи ми како е чувството да работиш на една за прв пат. Јас не знам друг некој да работи на ваква регионална студија која станува збор за безбедност и здравје при работа. Како е чувството да работиш на ваков документ? Навистина, да, едно драгоцено искуство, едно убаво чувство, ако веќе зборуваме за оние душевни аспекти, да, навистина, но и одговорност, затоа што тоа што го работев јас и во координација со здруженијето каде што си и ти председател, значи навистина отвори една, би кажал, нова врата, нови ветришта во однос и на поврзување на регионов, на земјиве кои што беа вклучени, да ги спомнеме, тоа беа Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија и Косово, и отвори една нова перспектива во однос на тоа што не поврзува, каде ни се допирните точки, но и тоа каде ни се одредени прашања на кои што треба понатака да работиме заеднички или одредена земја поединечно во делот на своите национални решенија. Ти спомна пред малку дека да, земјите од регионот правеа своји национални студии. Исто така во оквир на овој проект. Така, во рамките на цело ова дејание околу проектот, направија своји анализи национални и мојата задача беше во тој дел да ги всушност прочитам, да ги заанализирам и да ги сублимирам во една регионална студија, овие национални би рекол истражувања, студии кои што дадоа навистина вредни информации за секоја земја поодделно. Тоа е еден аналитичко-синтетички процес каде што се прави компарација помеѓу земјите, се гледаат нивните заеднички точки на врзување, точките на кои што на разделување, што треба да се работи поединечно, што треба да се работи здружено и така натаму, така да на крајот излезе оваа регионална студија и секако од самата регионална студија произлезе и би рекол
се направи и таа беше извориштето на тоа што беше следниот чекор, а тоа е стратегијата, една регионална стратегија која што има за цел да ги определи чекорите или би рекле целите, стратешките цели за тоа што треба да се направи, што беше нотирано во рамките на самата студија. Пред да не навијасаат и да кажат дека ги правиме во име на владите, значи да се разбереме. Ниту студиите, ниту владите, ниту стратегиите се прават во име на било кој од владите кои се во регионот. Значи тоа си е нивна политика и ние воопшто не им се мешаме таму. Она што се обидуваме ние како професионалци да го направиме е всушност да направиме еден пресек за состојбата со заштитата при работа во конкретниот момент. За сите 5 студии беа одбрани 5 независни, искажани, докажани експерти во областа и Лазар, кој у суштина имаше она, бик рекол, најтешка задача каде што од својата зона на комфорт да влезе во зоната на разбирање на материјата која му ја презентираат секој од овие индивидуални студии и истата таа да ја стави на така наречена една табела каде што ќе може да се кросчекираат сите овие податоци и врз основа на ова да всушност ја даде насоката каде понатаму треба да ја движиме ние како професионалци нашава област. Затоа што има еден факт. Колку што да сакаме да го видиме тоа или не сакаме, во секој од овие земји се гине на работното место. Но да не навлегуваме во тој дел, да не навлегуваме во потврлувањето во однос на превентивната култура, те молам во однос на самата стратегија, бидејќи знаеш дека сме ограничени со време со емисија, што всушност при истражувањето најде да би рекол НЗС кај сите овие земји, а што од друга страна најде као на некој начин ексклузивитет кај индивидуалните. Да, веќе напоменавме дека има секоја земја си имаше своји карактеристики, има регионот има и заеднички карактеристики и така натаму. Пред да ги објаснам 6 стратешки цели кои што произлегува од самата студија, односно како чекори кои што треба да се надоградат. Јас само на кратко би сакал да се надоврзам на ова твоево претходно укажување дека не станува збор за битно е да го напомнеме. Да, убаво што го напомна. Обично не ги лепат тие лепенки дека се обидуваме да ја преземе државна. Да, ова не е нешто што ние го изработивме по нарачка на некоја од владите или на нашата влада и така натаму. Ова е нешто што го изработивме во рамки на даден проект, меѓутоа и во име на професијата. И во име на професијата, што е многу важно, меѓутоа сакам нешто да напоменам, затоа велам добро е што ја спомнува со владите. Кога веќе имаме направено една стратегија, јас само би упатил еден апел, би било добро креаторите на политика и во нашата земја, а веројатно и во регионот, да ова стратегија регионална и националните и стратешките цели кои што ги произлегува од самото истражување, да ги земат, да ги консултираат, бидејќи тоа е веќе готов материјал. Тоа е веќе нешто на кое што евентуално може, во зависност од владината политика, да се додаде, да се одземе, да се надогради, меѓутоа може и ништо да не, може да се поклопат со националните стратешки цели за БЗР и да на база на овака веќе изготвена работа да си имаат еден материјал. Тоа би било мудро. Умните тоа би го направиле. Англичаните тоа би го направиле во Англија. Значи, они само надградуваат, земаат, надградуваат и одат напред. Ја мислам дека ова е добар фундамент и добра база, иако ние не го работиме за нив, ние ќе бидеме среќни ако они го искористат ова наше време, знаење, потрошени ресурси во однос на целата оваа приказка. Сега стратешките да видиме, цели кои точно се тоа. Всушност издвоивме 6 стратешки цели кои што треба да ги артикулираат следните чекори во која насока да се движи системот на БЗР. Кога ќе можете да ги видите сите прикажани во регионот. Прва стратешка цел која што ја извадивме е подобрување на законската регулатива и државните политики за БЗР. Тоа подразбира
зборуваме сепак за регионални стратешки цели. Не зборуваме само за Македонија, потенцирам, но и во Македонија потребно е да одредени законски измени, односно на дополнување или поставување на поинаква законска рамка во делот на БЗР, бидејќи анализите и националните и регионалната покажа голем број на недостатоци на регионално ниво во однос на законските прописи, во однос на законската регулатива и политиките, визијата во која насока се движи регионот во однос на БЗР. Лазар, умно е тоа, барем ги спомена англичаните, умно е да во одреден период дури ништо да не се смени во законската рамка. Умно е да се види како тоа влијае на бизнисот или на областа на која се однесува. Така да сосема јасно тој што сака да те разбере што сакаш да кажеш, не значи тоа персе дека треба да земеш да менуваш нешто само за да менуваш. Не, едноставно треба да видиш како всушност тоа ја уредува областа која си се обидел да ја уредиш со ова законско решение и подзаконските решенија. Токму така. И оваа прва стратешка цел произлезе токму од мечирање на националните студии кои што сублимираа во регионалната студија, а тоа е дека одредени земји од регионот се понапред законодавно, одреден број на земји сега го развиваат нормативниот систем за БЗР, како на пример Албанија, Косово има помнов закон кој што допрва сега почнува да заживува. Да речеме Македонија и Србија се отидени на чекор понапред, тука и Црна Гора во одредени законски решенија, дури Црна Гора е понапред и од Македонија и од Србија, така да оваа стратешка цел е не случајно ставена прва, бидејќи самата законска рамка е основата, фундаментот над кој потоа се гради системот. Втора стратешка цел, која што е карактеристика за целиот регион, односно на линија на карактеристика на целиот регион произлезе втората стратешка цел, а тоа е подобрување на системот на БЗР преку формалното и неформалното образование. Забележително е дека кај земјите од регионот образовниот систем не го прати системот на БЗР на вистинско ниво. Тоа можеме да го кажеме и во Македонија, и во регионот. Во Македонија дури имаме некои решенија кои што се можеби за едно ниво и добри од регионот. Например, имаме во рамките на академијата, на академското образование, постдипломски курс, на машински факултет, на правен факултет имаме предмет кој што е поврзан со БЗР и така натаму. Меѓутоа, тоа што е битно, а што се покажа и од самата кейс стади, од самите кейс стади и од анализата на терен, дека всушност во ни фали една поширока едукација, почнувајќи од најмалата возраст, уште од основно образование, секако во средно образование, воведување на определени предмети кои што ќе бидат или предмет кој што ќе биде поврзан со БЗР и издигнување на самата професија на поврзана со БЗР како профилирање на посебен вид на професија која што ќе биде препознаена на пазарот на трудот како струка. Тоа до некаде и постои кај нас, зборам во Македонија, во земји во регионот, да речеме во Албанија, во Косово, тоа се уште не е на одредено ниво на кое што можеби тие посакуваат и така натаму. Меѓутоа, образованието, профилирањето на експерти, на луѓе кои што својот професионален век и кариера ќе го градат во делот на БЗР е цел која што е препознаена кај сите земји во регионот и е потребна кај сите земји во регионот. Не може тоа да го сумирам во 3 реченици. Тоа ти би го сторил. Да. Така е. За да создадеме превентивна култура, мораме пред се да имаме луѓе кои разбираат таа култура и така да се однесуваат, почнувајќи го тоа од најмали носи. Така е. Втора работа е за да имаме институции кои всушност можат да вршат надзор на најголем професионален начин, потребни се професионалци кои ќе го вршат тој надзор. Така е. И третата работа е, ако сакаме професионални услуги, мораме да имаме професионалци. Со импровизирање ќе имаме само од импровизирачи, или како веќе да ги наречам, луѓе кои всушност го применуваат онај така наречен партизански курс на добивање на дипломи, кои во многу случаи пак се и злоупотребуваат. Така е, затоа што на вистина македонското општество, македонскиот правен систем и особено системот на БЗР не може да си го дозволи повеќе луксусот на импровизации и на луѓе кои што не ги разбираат работите, а се поставени да ги вршат работите. Не зборам само во делот на БЗР, туку зборам генерално. како општество, како држава, како економија и така натаму. Навистина ни требаат квалитетни луѓе
остручени, оспособени на места за кои што се остручувале, оспособувале. Значи, секој да си ја работи својата работа. Уште почесно би било, доколку, например, не е се потребни тие луѓе. Да се каже. Наместо да се прави уште поголем греф, а тоа е да се наведуваат луѓе, да завршуваат години и години, значи да вложуваат во одредена струка, Така. а на крајот да доаѓаат во ситуација да им каже Сосема некој, се сложувам, да. тоа е грешно што сте го направиле, не е потребно, тоа можете да го завршите со курс. Сосема е така и тука образовниот систем мора да го прати, да ги прати потребите на пазарот на трудот и на Само на така. економијата. Само така. И на тој начин веќе кога тоа веќе е детерминирано, кога сме чувствителни на овие прашања и во акција го спроведуваме тоа што го имаме како изанализирано, потоа во дела, во креирање на таков систем образовен и така натаму, тогаш веќе резултатите се неспорни. Порано или подоцна, бенефитите, плодовите од таквиот пристап секогаш ќе дојдат. Третата стратешка цел е јакнење на капацитетите на организациите за БЗР. Ова е потребно и забележано е во рамките на регионалната студија дека кај сите земји во регионот потребно е јакнење на капацитетите на организациите, каде повеќе, каде помалку, но без исклучок секаде е тоа потребно од две основни причини. Прво, самите организации поврзани со БЗР, тука влегува граѓанскиот сектор, но и оние кои што да речем професионално, полупрофесионално се занимаваат со оваа проблематика и така натаму, значи се оние кои што помагаат за етаблирање и за промовирање на системот и, како што кажа и ти, јакнење на онаа превентивна култура од една страна, од друга страна, со јакнење на капацитетите на организациите, тие активно се повикани и ќе можат да се вклучат во процесот на донесување на одлуки, односно давање на одредени квалитетни мислења за тоа во која насока треба да се движат другите претходните, првата и втората што ги спомнавме, цели стратешки. Значи, дефинитивно организациите поврзани со БЗР се многу важна, не би рекол ајде главна, но многу важна алка во системот, зашто не и главна, ако така го поставиме системот малку поинаку, да биде една организација, не е зборам за една, него сплетна организација кој што мрежана организација, на тоа мислев, на една мрежа која што ќе биде активен чинител на политиките поврзани со БЗР во земјите во регионот, но и глобално, регионално во рамките на поврзувањето. Следна стратешка цел која што е детерминирана како следен чекор е подигање на јавната свест за БЗР. Се чини и иако еве јас и ти правиме обиди да ја подигаме и на овој начин јавната свест за и ги БЗР, повикавме да и ги повикуваме да не следат. Да, еве и сега тоа ќе го направиме, нели? Меѓутоа се чини дека сепак во општеството свеста за БЗР не е на ниво, се пројавува во аспекти кога ќе се случи повреда, некоја поголема, не дај Боже, смртни случаи, повреди на работа ќе преследат медиуми, меѓутоа едно континуирано подигање на свеста значи континуирано се работи на превентивната прецекултура во општеството за БЗР, информирање на работодавачите, на работниците. Свеста е најтешката работа. Така е. Следна стратешка цел е креирање на регионални бази на податоци за БЗР и база на податоци за стручни лица за БЗР. Морам да кажам дека оваа стратешка цел, иако е пета, по своето значење може би слободно да ја ставиме и прва. Значи не се ставани по некое значење стратешките цели, по приоритет туку се едноставно така наредени во одредена методологија. Да, меѓутоа тоа не е заради нивната важност. Стратешката цел број 5, а тоа е креирање на регионални бази и бази за повреди при работа за БЗР прецена. Тоа се национални бази и регионална база, така е, и бази за податоци за стручни лица е насушна потреба кај сите земји во регионот. На ова прашање, како во ниедно друго прашање, како што во ниедна друга цел е заклучокот дека во сите земји на регионот немаме база на податоци. Единствена база, статистичка база на податоци која што го прво препознава моментот на повреда, несреќа, смртен случај и така натаму. Секоја земја си има некои своји национални решенија, во некои работи слични, во некои различни. Меѓутоа една база на податоци на национално, а потоа и на регионално ниво, каде што ќе биде единствен извор на релевантни, точни податоци што се случува на терен и во која насока ни одат повредите, несреќите, смртните случаи на работа. Ова е добро што го спомена, затоа што многу мина со кои правам муабет
кои се у суштина повикани да земат да искажат свое мислење по однос на прибирањето на податоците, ќе ти кажат дека располагаат со податоци. Всушност, многу малкумина влегуваат во тоа дека податоците сами по себе треба да бидат толкувани. Дека тие треба да ти ја дадат сликата. Тоа е као додиш лабораторија да правиш да рентген сликата и да ја прочита, треба некој да ја прочита. За крв. Нели, доаѓаш бројчињата ги гледаш и викаш ја ги имам. Значи не е поентата тоа. Поентата е да се постави диагнозата. Општеството или ќе боледува или ќе го лекуваме. Секое живо општество има тенденција да се разболува од време на време. Таа слика е у суштина која нудат податоците. Дава смерници во кои треба да ја водиме целокупната работа за понатаму да не опаѓа здравјето и така натаму. Па впрочем, еве да се надоврзам на тебе сега, слушајќи те одма веднаш ми дојде една мисла, што е и факт, а тоа е дека оваа стратешка цел 5 е поврзана со сите претходни цели, особено со стратешката цел 1 и 2, па и 3, бидејќи на линија на податоците, на таа релевантна база на податоци која би се добила, ние ќе знаеме дали правниот систем ни е добар, дали треба тука да се менува, дали во однос на образованието треба нешто да се менува, превентивната култура и така натаму и така натаму. Последна цел, стратешка цел број 6, која што би рекол е така шлагот на тортата или јаготката, нели е поголемата медиумска покриеност. Потребно е за да се системот на БЗР препознава, да се гради таа превентивна култура, да се јакнат капацитетите и на организациите, и на владата, на професионалците, и на самите работодавачи и работници. Навистина е потребна една поголема медиумска покриеност, почесто да се зговори на овие теми, повеќе да се разговара, да се промовираат работите, проектите кои што се поврзани со оваа област, така да навистина тоа како цел на регионално ниво се покажа дека е потребно, бидејќи во сите земји од регионот за БЗР не се збори толку колку што би требало да се збори и медиумите се уште не посветуваат тоа на внимание како што посветуваат на други општествени теми во регионов. Така да тоа е тоа. Значи јас мислам дека овие 6 стратешки цели кои ги издвои ќе бидат добра основа за креирање на таа стратегија регионална, која или подобро кажано не креирање, него за спроведување на таа регионална стратегија, која би требало да го донесе целокупниот овој дел кој се однесува на создавање на превентивна култура на едно повисоко ниво. Уште на таа средба во Струга, во хотел Дрим, им посочивме на луѓето, а ќе завршам со оваа 6-та стратегија, единствена работа која што можеме сега веднаш да ја направиме е ова видео да го споделите, да земете повеќе да разговарате на своите работни места во однос на превенцијата, поточно на безбедноста и здравјето при работа. Доколку не сте ги гледали на претходни емисии, погледнете ги, интересни се. Ние од друга страна поставувајте прашања. Не молчете, затоа што кога ќе се случи несреќата на работа, тогаш веќе е касно. Тогаш веќе целокупниот превентивен систем паѓа во вода и станувате само уште една статистика повреда на работа. Јас би ги поздравил во моје име, но сега ќе оставам и во твое име и да им најавам дека следниот пат ќе разговараме за уште една интересна тема, поточно за едно патување кое го имав јас во изминатиот период. Навистина, тоа што го кажа сосема е така, веројатно малку ни фали повеќе да откликнеме на овој повик кој што ти го упатуваш во секоја емисија, споделувајте, лајкувајте. Тоа не е заради мене и тебе, најмалку е заради мене и тебе, туку е заради тоа да што поголем број на информации допираат до што повеќе луѓе на кои што им се потребни. Да сте ни здрави и живи, и се гледаме. Што да направат? Јас станно зборувам, а ти сега посочим. Кликнете, лајкнете, така, споделете, направете нешто. Ние сме тука за вас во насока да разговараме, да разменуваме мислења. Не мора да се слагате со се, со нас. Така да тоа е најмал проблем. Ние сме секогаш отворени за конструктивна, продуктивна дебата која што раѓа квалитет
Здрави, живи да сте и се гледаме за една недела. Поздрав. Јас ти благодарам за тоа што го направи. Поздрав. Поздрав.